Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој серијал за React.js и како што ви вети во постот овдека на мојот канал, значи за тие што ме следите тука, секогаш пред да снимам нови видео објавувам за што ќе зборуваме во понатамошните видеа во пост, значи гледате пред 9 часа сум пишал дека ќе работиме на нешто вакво. Значи тоа е ова апликација или мини проект, бидејќи се ние во овој голем проект да речеме, и план ми е во иднина, значи да правим како мали проектчиња и секој пат ќе биде во посебна страна, значи ќе направиме можеби во иднина портфолио сајт овдека ќе направиме нешто како Trello за менаџирање на таскови со drag and drop. Меѓутоа во овие неколку видеа што следат, бидејќи туку овој проект или мини проектче, планирам да го разделам во неколку видеа за да не испадне едно големо видео кое што ќе биде тешко да се следи. Значи, зашто станува збор во овој проект? Значи, е таа класична to-do апликација, каде што имаме опција да додаваме нови to-do горе, односно работи што планирам да ги сработиме, како и да се преведува на македонски, значи да додадем уште еден, to-do 4, горе оставив да принтам еден стейт, може би требаше да го извршам ова, меѓутоа нека стои сега. Ова е тайтлот на тој to-do и да речеме content to-do for. Со притискање на копчето што доле ми се додаде to-do 4 и со контент што го напишат. Значи, имаме исто така можност да ги прередуваме овие работи со drag and drop и исто така може и да ги бришеме со притискање на ова X копче. Друга работа што направив е, како што гледате, со селектирање, со глувчето овдека не можеме да селектираме ништо, бидејќи грдо изгледаше кога правевме овдека drag and drop, ми се појави проблем, правам drag and drop и ми се селектира се што имав таму, па додадев уште една мала функционалност за да речеме да го тргнеме тоа што е едноставно една линија CSS и тоа беше тоа. Што друго сакав да споменам? Да, значи тоа е тоа од оваа апликација. Во ова видео можам да го поминам кодот што го имам искуцано за ова мини апликација. Мене лично ми требаше некаде 1 до 2 часа да го направам ова. Така да нема да биде тешко за никој да ме следи. Во мојот случај, значи во овој првичен обид да направам оваа апликација, се ми е направено, како што гледате, во еден малку непрегледен файл од 150 линии код. Меѓутоа, како што правя во претходните видеа, ќе удриме ревърт на се ова, значи ќе ресетираме се како што било претходно и сето ова ќе го направиме од новин малку почисто, значи ќе одделиме некои работи во посебни компоненти и ќе исчистиме некои работи и така натаму. Сега на брзина може да го поминеме, значи ова. Ајде за тоа со drag and drop ќе позборуваме на крај, значи овие две работи, значи може да ги игнорирате. И да видиме што користиме од тоа што знаеме до сега. Значи горе ми се импортирани React, useState и useEffect, иако useEffect не го користам, ова беше некој обид, можам да го тргнам, така да и useEffect мислам дека нема да ги треба. Save. Темплейт на страната од About Me е копирано целото ова, кога почнав нова страна, че копирав About и само сменив овдека да ми биде to do и што гледате имам base layout и внатре врапнато во еден div. Ќе заборав уште една работа, имав две прашања кои ми ги постави еден корисник. Мислам... овие се. Томе Киров, ајде да ме одговорам на брзина овие прашања, вели: ти благодарам многу за видеото, имам две прашања како почне говорат. Дали е добра практика секогаш да се врпнуваат компонентите како cards и dialogs во grid или зависно од ситуацијата? Значи,
Ова ќе дојде значи во зависност од ситуацијата. Доколку имаш потреба да ги врапнеш во некоја компонента надвор или ги замоташ, некој се луда зашто викам врапнуваш, да видиме овдека во мојот пример, како што гледаш имам paste layout, па имам повторно div, како што имам на секоја страна, за да имам опција да додадам, да речеме овдека некој плюс стайлинг на овој контейнер што ми е подолу. И овдека гридот ми е врапнат во карт, а ова го правам бидејќи ставам грид за да користам тој грид layout каде што има од 12 колони, каде што може да користам 12 колони, значи XS12 ќе ми зафаќа целиот ред, мислам споменав во едно од видеата. Доколку не ви е јасно како тоа функционира, на Material UI ви објаснам тоа. Material UI, get started, components, каде ми отиде, components, layout, box и имате овдека и grid, значи ви се објаснати тие работи, значи XS12, 2 по 6, значи еден цел ред ви е 12, па имате 2 по 6, овдека имате 4 по 3 и така натаму. Значи пролистете овдека, значи целиот овој section овде, целиот овој дел што ви е layout, box, container, grid, grid list, hidden и така натаму. Значи разгледај го тоа за да ти стане јасно доколку не си работел со овој grid layout. Што се однесува до второто прашање, кога рендерираме повеќе од една компонента, дали има некој предност ако користите React Fragment наместо div? И за ова мислам дека споменав во едно од претходните видеа, значи разликата од користење на React Fragment и div, значи е овдека користам React Fragment мислам. Само да видам, или го замениш со div, каде беше. Сум ставил div. Нема врска. Значи React Fragment е исто што и ова. Кога замоташ компонента во празен таг. Ова е скратеница за React Fragment. Може место ова React.fragment. Разликата помеѓу ова, меѓутоа мислам дека почисто е да го пишуваш вака, со празен таг, или како ти одговара. Разликата со ова и со користење на div е тоа што овој div кој што гледаш, кој се генерира HTML, ќе ти генерира значи div елемент. Бидејќи пишуваш div и замотуваш компонент околу тоа, значи имаш еден плюс div. А доколку користиш ова, значи ова нема ти генерира div. Значи нема да имаш трупање со непотребни празни дивови за да замоташ компонента. Значи доколку не планираш да ставаш некој CSS или стайлинг на овој овдека div што ќе ти ја врапне компонента, значи користи го React Fragment. Бидејќи нема да имаш стайлинг, тука ќе ти стои како placeholder врапер да речеме на некој начин. А доколку сакаш да имаш плюс стил, значи мора да користиш div или нешто друго да замоташ твојата компонента. Се надевам дека ти одговори добро на поставените прашања. Па да продолжим. Значи, кој што реков, кога започнав да го правам овој to-do page, значи копирав about, преминував about со to-do и овдека контентот to-do или како и да, значи сменив и добив нов page. Потоа овдека го додадов горе во хедерот, да имам линк до to-do, и во index.js додадов уште една рута до овој to-do компонент. Импортирав компонента погоре, импортирана погоре компонентата и имам рута до таа компонента. Мислам дека тоа е јасно. Да и имам плюс некој CSS додадено овдека, меѓутоа ќе погледаме за тоа понатаму. Потоа имам импортирано компонентите кои што ги користам од Material UI овдека. Значи имам grid, card header, card content, button и text field. Text field ми се овие работи каде што инпутите овдека што внесувам текст во нив. Океј. Идеме понатаму. Овие работи ми се за drag and drop, да ти реков ми ќе зборуваме на крај. Потоа ми започнува мојата компонента или мојот page. Значи имам еден state, to data,
со setter set to do data и иницијално имам наместено како вредност array низа со 3 објекти. Овие објекти се податоците за нашите to do има unique ID секој објект, како што гледате 012, обични броеви, има title за тоа to do и имам content, односно текст или body. Ја content го крстив, може и body да видим, меѓутоа content мислам дека е подобро. Потоа имам уште еден state, овој state го користам за оваа формата овде каде што внесувам информации за новиот to do што планирам да го внесам. Значи во тој state иницијално ми е undefined, немам ништо ставено. Па да одиме надолу, да видиме што има, пак се вратиме назад и ова ми е овдека onSortEnd ми е за drag and dropот и тоа сега ќе го игнорираме. Овдека ми е подесен како ќе ми изгледа мојата компонента, како што гледате имам grid container, spacing со растојание 3, потоа имам за ова ми е grid item за горе за хедерот, ова овдека, горе што ми е, ова со копчето. Внатре имам card header, каде што title пишува add new to do, како што гледате тоа е тоа, add new to do. Ова реков што ми го печати JSON-от од овој state кога внесувам нов to do. Го напишав овде за да ви покажам нешто за момент. Потоа имам формата, каде што имам двата текст филда. Имам name атрибути на двата текст филда, едното ми е to do title, другото ми е to do content. Label имам и на двете, едното ми е to do title со празно место, едното ми е to do content со празно место и користам иста onChange метода за двете. Може да имам посебна onChange title, onChange content, меѓутоа вака е многу почисто. Малку кодот е да речеме почудно изгледа, меѓутоа ќе ви објаснам сега, еве го onChange. onChange методата прима еден атрибут што ми враќа event. Event target ми е тој елемент кој што го праќа овој event. И овдека под name ми го враќа во овој случај кога ќе внесувам во овој text field, ќе ми го врати вредноста на неговиот name атрибут. Се вратиме, како што реков, ова ми е значи name-от и значи секогаш кога ќе имам промена, кога внесувам промена, ќе ми дојде овдека, ќе велам set new to do state, се што имам претходно и плюс името на овој објект што ми го враќа евентот, значи to do content и to do name. Тоа ќе ми биде од левата страна, значи овдека левата, а од десната страна за вредност ќе имам значи вредноста што сум ја внел во текст филдот. И како што гледате во нашиот пример, затоа значи реков го печатам горе, пишувам ASD, гледате to do title, што ми е name вредноста во нашиот text input, to do title без празно место. Ево го, to do title без празно место, атрибутот name значи со вредноста to do title. И докато во второто поле внесувам, тоа ми е content. И како што гледате сега во ово поле ќе ми додаде текст. Ова овдека, значи мора да го имам, оваа линија, бидејќи доколку ја немам, значи ова ми е спред операторот и вели значи во овој објект додади ги значи сите пропертија што ги имал овој new to do state, значи се што имал ID, title, што и да, значи во нашиот случај не е ID, title, туку имаме to do content и to do state, се што имам претходно, секој property, додади го и потоа велам додади плюс ова, меѓутоа бидејќи туку доколку го има тоа property, ќе го измени. Иницијално ми е празно, овдека кога избришам, чекај рестарт, рефреш односно, иницијално ми е празно,
кога ќе додадам нешто, значи овдека, нема ништо и ништо нема да додаде, туку директно ќе ми го додаде to do title. Кога ќе дојдам во второто поле да менувам, веќе имам to do title и ова овдека вели, значи додади во овој објект сите property што ги има претходно. Во овој случај го има to do title со оваа вредност, значи ќе го додаде тоа и плюс ќе го додаде ова новото to do content. И кога куцаме овдека, значи ќе ми се менува, значи го имам веќе to do title и кога ќе дојде ќе рече додади се што имаш, има to do title и има to do content, ќе ги додаде овие две во тој објект и кога ќе го менувам ова, вели на to do title додади го и to do title, меѓутоа бидејќи го има, ќе му промени само вредноста. Мислам дека ме разбравте што прави ова, доколку не ви е јасно. Пишете прашање, ќе пробам во некој од наредните видеа уште еднаш да ви го објаснам. Дојдеме надолу, значи имаме форма. Потоа имам, значи ова ми е 10 големина, значи од grid layout што е 12, ова ми е 10 до тука и после уште 2 имам за ова копчето овдека. Со некој стайлинг правам да, ствари inline ми е стайлот, може да го видите овдека, значи гледате grid item имам 2, значи за до крај 10 плюс 2 12 и потоа велам внатре имам во grid item ми имам card компонентот. Имам inline style што вели зафати ми 100% од висината, бидејќи доколку го немам ова компонент ќе има висина колку што ми е висината на дефолт копчето, ќе биде да речеме до тука некаде. И за копчето потоа имам inline style, велам дека копчето сакам да ми биде height 100% и width 100% од ова, бидејќи width на ова компонента ќе ми намести ова XS2, значи ќе ми го пополни до крајот, а height сум му рекол дека ќе имаш 100%, што е колку е целиот овој контейнер негов. И така да со ова ќе го добијам овој изглед овдека, да ми видите, значи копчето цело вака големо. Add копче, на повикување на клик ми се повика ово add new to do, да видим колку е видето до сега, 17 минути, треба да убрзам малку. Add to do, значи set to do дата што го имам за state одгоре и велам дека сите што ги имаш претходно објекти, значи сите овие и плюс ќе додадеш еден нов, за ID ќе додадеш должината колку што е моментално на ова to do дата, колку има елементи плюс 1, значи имам 1, 2, 3 елементи, ќе има 1, 2, 3, ќе има 4 ќе му додаде за ID. Title ќе додаде одна што сме го внеле во овој новиот state овдека, што го минуваме на onChange, од таму ќе го земе title и од таму ќе го земе contentот и ќе го додаде во овој set to do data. Што име друго надолу? Повикуваме map функција, каде што ги вртиме сите податоци што ги имаме во овој state и за секој елемент во тој state рендерираме sortable item што го користиме за drag and drop, ова ќе го игнорираме за сега. Имаме grid item и имаме card во него, card header и имаме title, во title да имаме немаме обичен текст, туку ја JSX, велим во div, иако мислам дека овде можев да користам React Fragment. Имам to do title, меѓутоа со div-от може да додадеме и некој стайл подоцна. Значи го имам to do title, што го имам од овдека, од овој елемент, значи title ќе го земам, кито му го ставам на sortable item, го земам ID-то овдека и на клик велам delete to do и му праќам ID-то до кое да го избрише. Значи тоа ми тоа X копчето, мислам дека до овдека треба да се да ви јасно и горе доле е тоа. Во delete да видим само што правам. Значи delete to do item, праќам ID што го земам од тој елемент што сум го кликнал. Креирам темп променлива каде што земам овој to do data, иако мислам дека немаше
потреба од ова, ќе погледам подоцна, брзо значи видеото да го завршам. Со splice, значи барам индекс на елементот кој што го има ова ID и потоа бришам еден елемент со тоа ID. Значи го наоѓам индексот на кој елемент сакам и бришам еден елемент. И повикувам сетерот на ова ID за to do data и му велам да доди ми го замени ми го сите податоци со ова што го имам во ова тем. Да, затоа ми требаше тем, мислам дека сепак ми треба. Бидејќи го мерувам стейтот со сосема нов array. За drag and drop користам една компонента што се вика React Sortable Hop, може да ја изгуглате. Дали ќе ја најдам на брзина? Да, треба да е ова. Ќе ви ставам линк во видеото, може да го погледате, значи користам оваа библиотека. И за прередување на елементите во кога ќе правам drag and drop, користам уште една компонента, array move. Мислам дека во ова компонента беше препорачено да се користи ова. Во примерот, да, значи од овдека ми примерот, ево гледате, сум го гледал, наверојатно е овој. Сум го следал примерот и сум го направил тој drag and drop исто како што го имам ваму. Значи тие две компоненти ги користам, односно два npm пакети. React Sortable Hook, High Order Component и Array Move. И како што реков во видеото што следат ќе објаснам уште еднаш за ова. Значи ова видео веќе станува предолго, да речем, ќе снимам после ова уште едно за да го објасниме како функционира ова сорт. Поздрав, дечки, се гледаме во наредното видео.